И полегано сигурно дојдовме до најбитниот ден во годината, а тоа е, драги мои, денот на посилната половина, тоест денот на жената, 8 март. Сам добро, технички го поминавме, ама рачуна епизодава како да е за 8 март направи. И нормално денот нема да е ден ако не кажеме дека жените заслужуваат многу повеќе од само еден празник во годината. Заслужуваат планини и долини, морина и реки, заслужуваат се на светот, пошто технички и свето се врти околу. И тоа е факт. И колку само војни си имат отпочнато во историјата за жени, за да дојдеме до момент во 2026 година да читаме за насилства и за тепање жени, за такви глупости. Наместо да читаме за љубов. Ама добро, љубовта не е мафијашка, зато така. За љубов треба уствари да имаш храброст. За тие другите мафијашки работи треба да немаш ништо по памет. Аз пошто немам ништо по паметно, сега ќе ви удраме на шпица, па после ќе ви прочитаме на 8 мартовска честитка. Тоест првата песна напишана од овој овде пред, да не речам, точно 30 години. Можи? Ајде ба те пуштај. Ви реков ќе ви прочитам стихотворба, ама кузне и кај негде во некоја тетрадка оставена, ќе ви ја кажам колку ша памет. Значи текстот одеше вака: Мила моја драга, ти си најубав цвет. Мила моја драга, дури на целиот свет. И натаму како одеш не се сеќавам, ама битно многу ми беше јако, ти го имав напишано Мила моја драга, значи и мила и драга ти. Од ако напишеш само Мила моја, да не се збуни, да не му јасно дека ти е мила, и драга ќе си го додадеш. И мила ем драга. Освен ако се викала некоја драга и ми била многу мила, или па некоја мила што се викала што ми била многу драга, макар што ни таква познавав на 6-7 години, еба нема врска. Битно јас ја напишав, па се кој како сака нека се свати. И битно тоцкав малбев научен дека ова е најбитниот ден во годината. Значи тие се Божик, Великден и 8 март, се друго како било. И шала на страна, вистина треба да се празнува жената и треба да се празнува љубовта, пошто без љубов и без убајна во животот ништо не правиме. Са реално гледано треба и татковци да се празнуваат, пошто и без нив ништо не правиме. Арама, знаеш како? Кој те праша бе, татко си? Здраве си го носиш, ти сега имаш обврска. Нема ти шо да бидиш празнуван тука. Ти си имаш шо треба да правиш и ќе си тереш, ќе си правиш. Остав празнувањето на другите. Шо маш си ти таков да те празнува? Хај седи шо збор. Јако е шо на пример кој напреш некој ваков коментар на мајта, одма тука се вклучват феминистки, хардкор онака што се феминистки, што та не размислува шо рече ти дали е мајта, туку одма да се зошто се празнува. Свариче извини. Како да не таткото? Зошто таткото да се празнува? Шо има тој направено? Да нима роден? Да не го носеше 9 месеци тој дете? Ако не ве срам, шо прави тој? Готви, пери, шо прави низ дома? Шо да не нема права случајно? Па ти кажам право, џупе, со такво понашање веројатно и нема права, ама добро. И шала на страна, стварно има многу мажи што немаат збор дома, бе. Значи права никакви. И во светот многу често има мажи жртви на домашно насилство. Мислам, го има и кај нас често, само што маж си така, што ќе се побуниш, ќе кажеш на него и ќе се пукнат смеење. Ти во обратниот случај глупости пишат по коментари, кога некој маж се живува над женско, камоли обратно нешто напише. Со здраве си го носиш батуле, готово. Е сега душе во свето има и Father's Day, мегдено на татковци, кај што се празнуваат луѓето што уствари биле тука за своите деца, што биле татковци кои што треба. Арно, пред некое време ги рангираја тие празниците демек по важност според анкети од не знам колку стотици илјади луѓе, кој празник е најважен, кој како, и знаеш на кое место е татковскиот празник? На 30-овата. Измислени празници некои никакви, тие се на повисока позиција од празнувањето на татковците. Толку сме битни во општеството. Само како ти чини, Арно, ако не, кој те праша? На крајот на денот никој од нас не го прави ова за да биде празнуван, нити па ни било гајле за некој празник. Ама како и да е, убаво е да се обележи еден убав ден за жените и се подразбира дека не треба само еден ден да биде да се празнува жената, не мора тоа го велите на секој во рете. Убаво е да има еден ден што ќе биде посвет специјално за жена. Факт е дека жените имат многу по трауматично искуство кое се работи за деца, раѓање, гледање, носење деца и така натаму. Факт е дека кај нас мажите е 5 минути сладко цел живот татко. И ако си прав маж, ти ќе го превземиш товарот на жена. Се што е тешко неа во тој период, ти треба си тука помош. И во последно време морам да признам дека многу често гледам како мажите се вклучват и уствари градат соживот со жените кои си ги одбрали. Се тука за нив, помагат колку што можат. И многу ми е мило што го гледам тоа што се кршат тие генерацијски проклетства што останале од некогаш и што сите заедно пробват да го направат нештото да функционира како што треба. А не само излези на работа, оттаму излези на кафе, па чеј друга
другарите ме викаат кафана, ова, она, и та нека седи дома и детето да му обврска, и куќата да му обврска, и јадење да ти направи, да ти спреми, уште кога ќе му дојдеш ти ноќта дома и ти да му си обврска. Еде малце бе другари. То значи да си татко, да му остеш се дома на жената. Демек ти ош на работа и тебе многу ти е тешко во живот. Јој со детето цел ден бе. Ој крева го враце кој плачи, мафта го низ куќа, расфаќа, чисти, готви, прави. Некој жената на работа. Сменете се малце да видиме дали е лесно. Јас не викам и да си татко не е лесно. Ако си посветен татко, дури жената се грижи за детето, ти се грижиш и за жената и за детето, и за сметките, и за куќата, и за се што треба. Ама то си бара посебна жртва. Пошто не можеш ти да бидиш посветен и на другарите, и на кафаните, и на детето, и на жената, и на све. Ема кога бе брат? Мораш да си направиш приоритети. Многу ме бендисва што новите генерации го прават правилниот приоритет. Јас разбирам се е во ред, и кафаните, и дружбите, и се треба, ама не може и то да треба повеќе од да си со дете. И зато пошто жените го јадат поголемиот товар, убаво е да ги празнуваме поќе. Кога ќе почнат мажите го носат поголемиот товар комплет, ето аж гарант ќе направиме некој празник за вие што сакате да бидете исто така прославувани, ќе ви даваме цвеки. Не е проблем. Исто ме бендисва што за 8 март символот е цвеќе. Значи му поклонуваш цвет на цветот во твојот живот. И се нормално ти ако сакаш да подариш и нешто друго, твоја работа си. Арнома не ме бендисва моментот што то подарувањето се искористува многу пати во погрешни насоки. Особено пример во училиштата. Се 30 деца од класо купуват по едно карамфилче за учителката, само Теофилијан му носи букет од 1000 денари со поклонче, со чуда. Демек тој сега тука шармира. Тој не оти нешто сака да постигни со тоа да добива поубави оценки или татко му нешто сака постигни или не, нема врска то. Не, тој од многу љубов од што цени учителката, тој нема појма ни цвеќето што е, ни зашто го дава, ни ништо. Од дома ги прати тие работи. Ама битно тој ќе дојди со еден тон поклони и останатите деца од класо како тиквари сеат со карамфилчињата. Го гледаш букето негов, си го гледаш цвеќето твое, си вели кој ќе учи за тестоите сега. Ексик, а не треба така да биде. Сам убаво е да си испочитуваш учителката, му даеш цвеќе, убаво е да се соберите, пример, ќе соберите нешто, ќе му купите заедно, ворете то. Ма сега земиш да го учиш детето да се лижи од мало, да се истакнува на погрешен начин. Едноставно не е убаво. И то го гледат сите други деца и му правиш проблем подома после на децата. И наредна година Теофилијан паќе купи букет од 1000 денари. Твари добро, тој од 1000 до година би дошол 1500 денари, пошто нели малце така се качват цените, ништо страшно. Арно, ама овај пат и другите деца ќе си имат малце поќе потруден. Што пак ќе речам, ако ти иди од душа е супер. Ако некое дете сака да направи нешто за учителката, да нацрта, да смисли, не знам што, супер, треба да направи, да нацрта, да го осмисли, да го спакува и сите работи. Ама то треба од детето да дојде, не од родители. Не треба детето да купува поклони, не треба се учат децата да купуват поклони и да се надпреваруваат меѓу себе кој поголем поклон и како. Децата треба бидат деца. Тоа што можат да го направат, да го направат. Или ако си имат некоја нивна заштеда или нешто, не знам како ви функционираат подома работите, да смислат нешто со нивната заштеда и да го направат, то да го остварат, за да биде реален поклон нивна, а не да се лечат фрустрациите на родителите со поклони кон учителки. Сам сега да не бидам грешно сватен, не дека сакам да ви го расипам бизнисот на учителките, дај Боже да ви дават најубави поклони нон-стоп, ма сам да речам грешна слика му правиме на децата, грешен начин е тој. Треба да се одбележи денот, да, треба да се поклони нешто, ама то треба биде символично. Мене примерот секогаш ми било поромантично некој да собери цвеќе, да скини цвеќе и да го смисли нештото и да го направи. Ама да го направи од душа, отколку некој да купи букет и да го донесе. Многу поубаво е кога е искрено отколку кога е купено. Купено може да биде од секој. Најголемите нелуѓе на светот можат да купат букети да донесат. Ништо не значи. Купеното цвеќе само значи дека некој потрошил пари. Што знам дека ви е многу битно на многу луѓе некој да потроши пари на вас, ама според тоа каков ви е животот кога сте сами дома и дали сте среќни, треба да сватите дали е тоа убаво или не. Ајде да не ви кажувам ја. И ворете некој да потроши пари на тебе, ама кога ќе се потруди некој, кога потроши време и кој ќе го осмисли нештото и кога ќе има смисла и приказна, многу е поубав. Поубав поклон е тој според мене, мислам мене ако ме најдат. Ама добро, вие си знаете. На крајот на денот кој ме праша? Заборавам дека му зборам на генерации што мислат дека се купува со пари, се што лета се јади, и дека колку поќе пари имаш, поќе среќа имаш. Само не ми е јасно како може да има луѓе што упорно ги бркат парите и упорно дома го се сами се најнесреќни на светот и мизерија и сите марифети и па упорно ги бркат парите и па се несреќни и па упорно и па мислат дека тоа е патот кон среќата и кон сите убајни дека се само пари. Тоа никогаш нема ми биде јасно, ама добро, секој со среќата. Затоа треба себе си да се опкружиш со луѓе што ги сакат вистинските вредности во живот, што ќе ти го ценат трудот, посветеност, ќе ти го ценат присуството, ќе знаат да го ценат тоа што го
праиш за нив, не само тоа што ќе го купиш. Пошто ако нечие пријателство или нечија љубов има цена, тоа што треба да ти е јасно дека секој што може да си ја дозволи таа цена, може да ти го купи. Пошто се што има цена е на продажба. А тоа тебе не те прави пријател или љубовник или што и да е, туку те прави продавач. Што на крајот на денот не е ништо страшно, мислам. Мора да има и продавачи во животот. Откај ќе купуват луѓето, откај ќе купеа луѓето цвеќе ако немаше продавачи сега во недела. Така, седиш озбор. Мислам дека сега треба ве остам малце да ви маринира ова мислата што кажавме на крајот и да ја завршиме ова епизода, пошто празнично денес, така. Како и да е, уште еднаш среќен 8 март, на појакиот пол, да ни сте здрави, живи и најсрекни и дај Боже да ги имате сите убајни во живот. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.